Денес сме во Охрид. Тука разговаравме со собствениците на мали бизниси и ги слушавме граѓаните. Тие едногласно кажуваат дека тешко се врзува крај со крај во месецот. За да порасне животниот стандард на мнозинството на граѓани кои секојдневно работат и живеат од своите плати, а не од приходи од капитал, потребно е да растат платите во Македонија. Освен минималната плата што ќе обезбедиме да се зголемува, ќе стимулираме и добро платени работни места, кои од една страна ќе ги полнат со ликвидност домашните предпријатија, а од друга страна нема да го рушат фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Така, за малото и средно предпријатие, кое што ќе вработи невработено лице до 50 години возраст и ќе му даде плата која е еднаква или поголема од просечната плата, ќе му се додели поддршка по исплатена бруто месечна плата во износ од 9000 денари во период од 12 месеци. Вкупната сума за поддршка за годината предпријатието ќе ја добие на почетокот на првиот месец и таа ќе изнесува 108.000 денари. Исто така, за вработување на невработено лице над 50 години возраст, ако предпријатието му даде плата која што е еднаква на просечната или поголема од просечната плата, ќе му се додели вкупна сума за поддршка на почетокот на првиот месец по исплатена бруто месечна плата во износ од 162.000 денари. Оваа мерка ќе важи и за вработување на лица од државната јавна администрација. Исто така, доколку се даде плата која што е еднаква или поголема од просечната плата во Македонија, вкупната сума за поддршка која што ќе се добие на почетокот на првиот месец ќе изнесува 72.000 денари. Доаѓа време на нова енергија во економската политика во Македонија. После 11 декември ќе обезбедиме пристојни плати и подигнување на животниот стандард за граѓаните во Македонија.